Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, на почетокот на емисијата ќе го проследите разговорот со наставници и ученици од Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево, кои што учествуваат во проектот Еразмус Плюс. Веднаш потоа, во целост, ќе ја проследите пресконференцијата на градоначалникот на Општина Македонски Брод, господинот Милосим Војнески, кој што информираше за сите остварени проекти во 2016 година, како и она што се најавува за работа за во 2017 година. Во продолжение потоа на емисијата Акцент, ќе го проследите разговорот со секретарот на Сдруженијето на пензионери од Кичево, господинот Добривој Лазарески, со кого разговаравме за сите оние тековни активности на ова здружение. И за крај на ова издание на Акцент ќе го проследите разговорот со Мартина Димоска, која што е избрана за најмлад ментор во светската организација НАСА. Акцент започнува. Следете не. Од 22 до 28 јануари оваа година, делегација на Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево учествуваше на еден проект наречен Еразмус Плюс во Белгија, односно во градот Брисел. Дел од учесниците на овој проект ќе бидат денешни мои гости во емисијата Акцент. Тоа се професори вработени во Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево, Павлина Билеска и Билјана Стојановска. Ви благодарам што се одзвавте на нашата покана да бидете мои гости. И еве на почеток, моето прво прашање до професорката Билеска ќе биде како Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево оваа година ете се најде во овој проект да биде дел од оваа успешна приказна наречена Еразмус Плюс. Ви благодарам на поканата во вашата емисија, ги поздравувам вашите гледачи. Општинското средно училиште за прв пат одлучи да се вклучи во проектите Еразмус Плюс, во семејството на училишта кои учествуваат во овој проект. Морам да истакнам дека тимот на професори неуморно работеше во подготовката на апликацијата, која беше задолжителна да се прати минатата година. После успешното спроведување на апликацијата, нам ни беше одобрен грант за користење на средства за реализација на сите активности кои ги предвидовме во овој проект. Тимот на професори се состои од мене, јас како координатор, професорката Билјана Стојановска како одговорна за темата, која ни е прилично економска, и како една информатичка поддршка го имаме колегата Горан Наумовски. Така, ова е, можем да речам, познат проект Еразмус Плюс, во кој што се вклучени нели и повеќе држави. Што всушност представува програмата Еразмус Плюс? Еразмус Плюс е проект од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, која е всушност јавна институција и е формирана со закон донесен во Собранието на Република Македонија. Еразмус Плюс пак проектот е интегрирана програма на Европската Унија во областа на образованието, обуката и младите и генерално им нуди можност на корисниците за обука во странство или креирање на заеднички проекти на теми од заеднички интерес меѓу различни партнерски институции. Точниот назив на овој проект е AIMS, па еве професорката Билјана Стојановска би ја запрашал што всушност представува овој проект и која ни е главната цел. Така, името AIMS доаѓа од англиската кратенка за Advertising in Multiple Societies или рекламирање и промоција во различни општества, што значи сите земји учеснички на свој начин ќе се вклучат во овој процес на разликување на информациите, на точна информација и на дали се работи за лобирање или за наметнување на нечии став или нечие мислење.
Сметаме дека се уште не е доволно имплементирана оваа тема во образовните програми кај нас и се надеваме дека во текот на наредниот период и ќе бидат имплементирани. Имавме ние еден обид, учениците веќе испомнаа за тоа, имавме еден обид за имплементирање тоа во наставата по бизнес и предприемништво, а како главен продукт очекуваме од целиот овој проект да бидат материјали кои што ќе бидат наменети исклучиво за наставата во економските предмети и ќе бидат опфатени во националните програми на Министерството за Бирото за развој на образование и Министерството за образование. Така што сметаме дека учениците би имале во иднина многу подобра основа за лобирање и за снаоѓање во ова општество во кое што се наоѓаме ние, во ова џунгла на информации кои што секојдневно доаѓаат до нас преку социјални медиуми, социјални мрежи, интернетот и телевизијата и сите останати медиуми. Така, споменав и на почетокот дека во овој проект учествуваат повеќе училишта од повеќе земји, па еве може да ни кажете кои се оние учесници, сите кои што зедоа учество во овој проект. Така, нашето скорешно присуство во Брисел, во Белгија, во едно од училиштата од Брисел, беше само една од ученичките активности. Значи, проектот е поделен всушност на 4 ученички активности и мобилност, што значи 4 држави се вклучени во овој проект. Покрај Македонија, Белгија, исто така членки на овој проект се Финска, едно училиште во Хелсинки во Финска и едно помало училиште во Летонија, градчето се вика Скривери, значи во Летонија и таа е земја членка за овој проект. Вкупно учествуваат 15 ученици кои својата мобилност ја пренесуваат од едно место на друго. 5 ученици имавме во Белгија. Во моментов се случува изработка на апликација и селекција на нови 5 ученици кои последната недела од април ќе патуваат за Финска. Следната ученичка активност ќе биде во нашата земја. Ние ќе бидеме училиште домаќин за сите овие држави, а последната ученичка активност ќе се случува во април 2018 година во Летонија, каде што сите држави ќе пратат повторно нови 5 ученици во посета на таа држава. Во Белгија темата за овој проект беше лобирањето во теорија. Учениците имаа шанса да се запознат со парламентот, Европскиот парламент, лобирањето во Европскиот парламент, како работи тој, законодавните тела и воопшто како се гледа на Македонија во Белгија и во Европскиот парламент. Темата за следната ученичка активност е лобирањето во пракса. Учениците ќе видат како практично, што значи и како се случува лобирање во пракса. Македонија ја доби темата за лого и брендови, колку се важни логоата и брендовите на една компанија во тој маркетиншки свет, како што спомна и колешката Билјана. Додека пак последната ученичка активност што ќе се случува во Летонија ќе биде посветена на темата маркетингот и праксата. Значи во Летонија ќе може да посетиме директно од идеја до производство како изгледа еден маркетинг на една фабрика. За време на нивните посети, за време на ученичките посети во овие држави, учениците имаат исклучителна тешка и напорна работа, затоа што постојано се изложени на подготовка на домашни работи кои треба да ги презентираат при посета на партнер државите. Цело време тие работат на eTwinning порталот преку онлайн комуникација со своите пријателчиња кои ќе ги стекнат тамо за нивниот престој. Исто така очекуваме од проектот да добиеме презентации
кои ќе бидат онлайн и ќе им помогнат на сите вклучени наставници и не само тие што се вклучени во проектот, туку и ние како ментори на овие ученици ќе им можеме да им пренесеме на своите колеги што сме научиле и како сме го тоа постигнале. Морам да признам дека ова не е само новост за учениците, туку за нас, наставниците исто така. И ние учиме преку нив. Особено сакам да се заблагодарам на вработените во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и на директорот магистар Дарко Димитров, кои ни ги дадоа сите своји расположливи ресурси за успешно да ги имплементираме сите замислени активности во самата апликација. Исто така сакам да се заблагодарам на директорот на нашето училиште, господин Благоја Стојановски, и на целокупниот персонал кои ни помогна и се уште ни помагаат во спроведувањето на замислените активности и нам, на професорите кои сме вклучени во проектот, и на учениците кои се избрани да учествуваат во овој проект. Јас на крајот уште еднаш ќе ви се заблагодарам за вашето учество во емисијата. Ќе ви посакам успешно да го дореализирате проектот, успешно да го представите училиштето и секако и државата надвор, секаде каде што ќе појдите, и се надевам дека сите оние искуства кои што ги собравте и во Брисел и сето она што понатаму ќе го видите околу соработката со другите земји, успешно ќе го примените и тука во Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево. Ви благодариме на вас. Разговорот околу програмата Еразмус Плюс, каде што е вклучено и Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево, го продолжувам токму со 5 ученици кои што беа дел од екипата која што престојуваше во Брисел. Ќе ве замолам најпрво да се представите и еве првото мое прашање би било: кои беа вашите очекувања пред да тргнете за Брисел? Значи, здраво, јас сум Благица Дамевска, учам во средното училиште Мирко Милевски, во трета 4 и бев дел од овој проект. Ми беше многу мило што бев дел од овој проект и нашите очекувања за патот во Брисел беа многу големи. Тоа беше како еден шлак на тортата која што ја работевме во Кичево и во Македонија. Мислам дека ги исполнивме сите очекувања, земајќи во обзир дека бевме најдобрите во цела мултинационална група и би сакала да им се заблагодарам на професорите за давање на оваа наша шанса. Така, дали имавте некои предзнаења околу тој проект кој што се спроведуваше таму за лобирање? Најпрво здраво, јас сум Вероника Наумовска, исто така учам во гимназијата Мирко Милевски, во трета 6. Да, имавме предзнаења за темата лобирање, бидејќи имавме домашна, да истражиме на интернет се за лобирање, тие што беа влезени во првиот круг на интервјуто. Исто така имавме и презентација од професорката Билјана, која ја државме на англиски јазик и бевме сите спремни во Брисел да дискутираме за темата лобирање. Так, разговорот ќе го продолжам со уште еден од учениците. Како се одвиваше процесот околу ученичката активност во Брисел, околу се она што го имавте таму како активности? Најпрво здраво, јас сум Милош Аџиќ, ученик во Мирко Милевски во паралелка трета 11. Процесот за подготовка ни се одвиваше така што ние имавме претходно зададени активности кои што ни беа пратени од Брисел, на кои што заедно работевме како група и имавме повеќе презентации во нашето училиште со кои ни се дообјасни нешто за проектот. Сигурно дека имавте можност таму да споделите повеќе искуства и вие од ваша страна, меѓутоа нели да се здобиете со искуства од оние кои што беа други учесници на овој проект во Брисел, со какви впечатоци и искуства се вративте вие како екипа од Кичево? Здраво, јас сум Петар Мишковски, ученик во Мирко Милевски, исто така дел од тимот кој беше во Брисел. Најпрво би сакал да кажа дека беше прекрасно патување на кој запознавме многу пријатели за цел живот и исто така научивме многу работи поврзани со темата, затоа што беше проектот. Се надевам дека овој проект нема да биде само оваа година и Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево ќе земе учество и во некои од наредни проекти. Затоа еве да ни кажете што вие би им порачале на оние наредни ученици кои што ќе бидат присутни во некој нареден ваков сличен проект.
Здраво, јас сум Христина Павловска, исто така учам во Мирко Милевски, сум трета година, 9-та паралелка. За новите учесници сакам да им предложам дека прво треба да им биде многу огромна чест тоа што тие ќе бидат избрани да учествуваат во овој проект. Исто така треба да имаат голема благодарност до професорите кои што го овозможиле овој проект. И како за крај, овој проект исто така ќе се сведе на големо искуство, например како запознавање на нови пријатели, учење на многу нови други работи и така натаму, па мислам дека ќе треба новите учесници да се залагаат многу за проектов и на крај ќе бидат многу благодарни за тоа. Градоначалникот на општина Македонски Брод Милосим Војневски одржа пресконференција на која ги презентираше остварените проекти во 2016 година, а ги најави и сите проекти кои ќе се реализираат во тековната 2017 година. Во продолжение на емисијата Акцент проследете ја во целост пресконференцијата. Во општина Македонски Брод во 2016 година имаме вкупно реализирано 45 проекти. И тоа, изградени локални патишта, локален пат до село Могилец во должина од 3400 метри, до изграден локален пат од село Слатина до село Крушје во должина од 1600 метри. Во Македонски Брод, населеното место во урбаната средина, имаме изградено и асфалтирано 16 улици. И тоа, улица Орце Николов, улица Цветан Димов, улица Глигор Прличев, улица Сутјеска, улица Козара, краци од улица Илија Игески Цветан, улица Мирче Ацев, улица Ѓуро Ѓаковиќ, улица Партизанска, улица Даме Груев, крак од улица Маршал Тито, улица Мирче Ацев, улица Пере Тошев, улица Иво Лола Рибар, улица Илинденска и улица Димитар Влахов. Исто така имаме изградено улици во населба Сувенир, во населено место Самоков, поранешна општина Самоков. Имаме изградено 2 плочести пропусти во село Русијаци и еден во село Зркле. Извршена е санација на 2 моста на локалниот пат од Македонски Брод до село Сланско. Во 2016 година подготвена техничка документација, односно основни проекти, имаме направено за 18 населени места. И тоа проекти за изградба на нови улици, селски улици, за водоводи, за изградба на локални патишта, до изградба и реконструкција, исто така на локални патишта, техничка документација за изградба на фекална и атмосферска канализација во неколку наши населени места. Исто така имаме изработено и проект за санација и пуштање повторно во употреба на прочистителна станица во село Самоков. Изградено во 2016 е изградено и тениско игралиште во градот Македонски Брод, поточно во основното училиште Свети Кирил и Методиј. Изградено е мултифункционално игралиште во село Самоков, кое се најдува во склопот на основното училиште во село Самоков. Извршено е уредување на споменикот на природата Белешничка река. Извршено е уредување на пештерата Голубарница во функција на развој на спелеолошки туризам. Извршено и уредување на излетничкото место, локалитет Пешна, која се најдува во близина на Македонски Брод, поточно во атарот на село Локвица. Извршена е модернизација на системот за улично осветлување не само во градот Македонски Брод, туку во сите 53 населени места со LED диоди и прва општина сме во Република Македонија која има поставено улично осветлување со LED диоди од америчко производство. Во минатата година, исто значајно за нашата општина, за нашето местно население, е тоа што општина Македонски Брод се збратими со местната заедница Јабука, општина Панчево, Република Србија, каде што живеат наши иселеници од општина Македонски Брод, со што поставивме еден линк за заедничка соработка со нашите кои потекнуваат од општина Македонски Брод, а живеат во Република Србија. За во 2017 година имаме исто така проекти кои се приоритет
односно се во тек на реализација во општина Македонски Брод. Како прв проект сакам да го најавам изградбата на патот Македонски Брод Скопје, кој ќе почне со изградба на 1. март 2017 година, со што ќе се оствари мојата визија и визијата на моите сограѓани од Македонски Брод и граѓаните од наша општина и селјани кои живеат во Скопје, со што општина Македонски Брод ќе се приближи до главниот град Скопје само на 90 километри. Исто така во 2017 година предвидено ни е да се изгради водовод за водоснабдување на селата Зркле, Сушица, Инче, манастирот Света Богородица, Горни и Долни Манастирец. Предвидена ни е и обезбедени средства во тек на реализација е изградба на регионалниот пат до село Звечан, исто така во тек е изградба и се надевам дека овие два патни правци за од село Заград до село Волче и за Звечан ќе бидат готови во текот на месец април оваа година, асфалтирани и пуштени во употреба. Исто така при крај на изградбата водоснабдување на село Латово со питка вода, односно приклучување на регионалниот водовод Студенчица, со што и ова село ќе добие здрава вода за пиење. Исто така во тек е изградба и се надевам дека до мај месец ќе биде пуштен во употреба отворениот пазар во Македонски Брод, кој ќе биде еден од уредените пазари со инфраструктура и пропратни објекти кои многу ќе значат за нашето население. Во тек е реализација и изградба на зградата со 10 социјални станови во Македонски Брод и овие 10 станови наши најсиромашни семејства ќе се вселат до месец мај. Изградба на спортско игралиште за мал фудбал во село Суводол. И ова игралиште е во тек изградбата, исто така и тоа ќе биде до месец мај рокот да биде пуштено во употреба. Изградба на баскет игралиште во Македонски Брод во склоп на училиштето Свети Климент од Македонски Брод. Ова игралиште ќе биде изградено во текот на оваа година. Исто така, во оваа година имаме изработено проекти и во тек, односно во припрема се тендери за изградба на фекална канализација во село Суводол, изградба на фекална канализација во село Девич, изградба на локален пат за село Сланско, изградба на локален пат за село Близанско, изградба на локален пат за село Сушица и село Томино село и до изградба на локален пат за село Косово. Ова се проекти кои се предвидени во програмата за 2017 година, но се надевам, како и претходните години, ќе има и други проекти кои не се предвидени во оваа програма, но по барање на нашето местно население со одржување на форуми на заедниците и нивни предлози кои ќе бидат реализирани во 2017 година. За работата на Сдруженијето на пензионерите од Кичево во ова издание на Акцент ќе разговарам со секретарот на Сдруженијето, господинот Добривој Лазарески. Господине Лазарески, од кога точно е формирано и постои Сдруженијето на пензионери од Кичево и кои се еве неговите општи надлежности во неговата работа и действување? Сдруженијето на пензионери Кичево, према некои информации, постои од 1965 година. Најпрво било на улица Охридска, во приватна куќа, потоа се преселувало на уште две места, а од 1972 година е сместено во Домот на пензионерите Кичево. Пензионерите во ова сдружение се здружуваат заради да ги остварат своите права, како правата за пензиско осигурување, здравственото осигурување, унапредување на културата, спортските и другите активности, следење на прописи од пензиско осигурување, бањско-климатска рекреација, спортски активности, потоа учествуваме исто така на општински, регионални и републички ревии на песми. Заради унапредување на својата активност и својата работа и усогласување на заедничките интереси, воспоредување на целите и програмите, во Сдруженијето постојат повеќе комисии
Еве да видиме кои комисија отприлика да видиме. Постои комисија за статут и правни прашања, постои комисија за спортски надпревари, комисија за културно забавен живот, одмор и рекреација, комисија за стамбен деловен простор, комисија за синдикално снабдување и комисија за работа на клубот на пензионерите, комисија за здравствено осигурување и материјално социјална заштита на пензионерите. Сдруженијето на пензионери во своите активности исто така учествува во повеќе случаеви и во хуманитарни активности заедно со Општинската организација на Црвен крст Кичево. Еве оваа година учествувавме со една донација, скромна донација во поплавите кои се случија во Скопскиот регион. Така, сигурно дека вашето делување е секако на пошироки основи. Може ли еве да ни кажете колку, ако веќе имате некоја точна бројка на членови во вашето здружение и што е она што еве тие членови го имаат како придобивка од членувањето во здружението на пензионери? Нашево здружение бројката е променлива, зависно од раѓањето, влегувањето во пензија и смртноста, али се движи негде околу 4300 пензионери на ниво на општина Кичево. Како што рековме, придобивката е на членовите што може така да се организираат во овие културни средби, во спортски активности, снабдување со дрва. Кај нас е дозволено ние како непрофитабилна организација, така сме регистрирани во Централниот регистар, ние дозволено само да вршиме снабдување со огнено дрво. Додека, односно и во клубот, ако имаме клуб, можеме да послужуваме со кафе, чај, една врста сок, бидејќи не сме трговска организација. Тука постои клуб на пензионери, каде пензионерите дневно се рекреатираат со играње, читање на весник Нова Македонија, гледање на телевизија, играат карти, шах, домино и табла. Обично во секоја година организираме по 2 екскурзии, вака општи екскурзии, со 2 или поможници по 3 автобуси низ Република Македонија. Исто така, пензионерите со посредство на агенција една од Тетово, учествуваме на одмори најповеќе во Република Албанија. Бидејќи цените се скромни, ради тоа одиме во 2016 година имавме негде околу 4 групи пратени на одмор во Република Албанија. Пензионерите исто така имаат доста добри привилегии преку фондот за здравство, фондот за пензиско и Министерството за труд и социјална политика се организираат и учествуваат на банјско-климатска рекреација по 6 дена во Деварски бањи. Тоа е бесплатно, а исто така учествуваат и на бесплатен викенд од 3 дена во хотелите Охрид, Струга, може и на други места. За тоа нешто пензионерите треба да аплицираат во фондот во овај месец до 15 февруар. Рокот е до 15 февруар да се изврши апликација, а после оние пензионери кои ќе бидат извадени преку компјутерот во Скопје, ќе можат да ги користат овие услови. Така, споменавте дека за своите членови организирате и културно-забавен живот и спортски живот.
Вие како здружение, мислам дека секоја година сте дел од тие спортски надпревари и културни ревии кои што се одвиваат во некој град, некогаш сте вие домаќини, некогаш одите на гости кај други организатори од другите градови. Како го прифаќаат тоа самите пензионери? Сигурно дека во тој пензионерски живот навистина е интересно да бидат вклучени и во дел од ваква активност. Во културно забавниот живот, посебно за припремање на ревите, регионални и републички, има доста интерес кај пензионерите и ние во 2016 година бевме домаќини на регионалната ревија на песми, музика и игри во Кичево Зака. А ова година исто така ќе учествуваме на регионална ревија, уште не е договорено во кој град ќе се одржи. Ако постигнеме подобри успеси на овие ревии што се регионални, одиме и на републичка ревија на песми, игри и музика во Скопје. Така, господине Лазаревски, ви благодарам за одвоеното време. Ви посакувам многу успех понатаму и секако мислам дека како здружение ќе продолжите и понатаму да ги штитите интересите на пензионерите, што нели се во делокруг на вашето работење во општина Кичево, и секако дека ние и понатаму ќе ги следиме сите ваши активности во кои што ќе бидете вклучени како организација и ќе го презентираме преку нашиот медиум. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме и ние на вашето присуство, на вашиот медиум Мега, така се кажа, Мега медиум. Благодариме, а и во нина, како и секогаш, со вас ќе соработуваме и ќе ви известуваме за секакви активности. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе ви представам и еден извонреден, можам да речам млад научник, Мартина Димовска од Кичево. Мартина Димовска, за која што не само Кичево, не само Македонија, туку и цел свет веќе знае и пишува за нејзините научни успеси, за нејзините квалитети на научна основа, бидејќи Мартина Димовска е еден од најмладите, можеби најмладата научничка или најмладиот научник кој што има нешто направено на ниво на една светска организација како што е НАСА. Мартина, прво добре дојде во емисијата Акцент и ти благодарам што од прва се одзва да бидеш гостин. Мене ми е мило за поканата. Навистина ми е драго што локални телевизии те поддржуваат од твојот град од каде што си роден. Така, инаку ТВ Мега е регионална телевизија, се гледа во повеќе градови во нашата земја. Мартина, значи поводот е, како што кажав, твоите успеси на научна основа. 2014 година победи на еден проект во НАСА, а веќе наредната година беше прогласена и за најмлад ментор во НАСА. Ајде кажи ми за кој проект точно се работеше и што ти направи за да достигнеш до оваа титула? Пардон, моја грешка е дека сте регионални, така, но мислев дека на локално ниво снимаме во мојот град Кичево, така. Инаку за надпреварите НАСА, тие се едни хакатони кои што се одржуваат дводневно, каде што треба млад тим да изработи, талентиран тим да изработи едно креативно решение кое што ќе биде применливо за онакви проблеми што се овозможени отворени од тогаш од тие денови од НАСА, од таа агенција, каде што има повеќе групи. Има дел за астероиди, има дел за хардвер, за софтверски решенија, за создавање на игри. Сето тоа со податоци кои што НАСА ги отвара во тие денови ексклузивно, каде што служат за подобрување на тој проект или пак за насока и за имплементација. Ние во 2014 победивме на тој надпревар во Македонија и после тоа станав најмлад ментор во 2015 година. Кои беа можностите кои што од тогаш ти се отворија? Ти си студент на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Докаде си со тие студии и колку овој проект што го спроведуваш со НАСА помага во реализирањето на она што се нарекува факултет и студии каде што си и обратно?
Моментално привршувам со факултетските студии на технолошко-металуршкиот факултет. Сепак можам да кажам дека некако државните институции и приватните компании се трудат да имаат соработка, но тоа што го работам јас со НАСА е ценето од многу професори, но практично не можам да го имплементирам на мојот факултет. Секако мојот факултет само ме збогатува да имам повеќе знаење за материјалите и за нанотехнологијата како еден инженер, за да подоцна решавам проекти на еден поинаков, поиновативен начин, може би гледан од поинаков аспект. Овој склоп на тоа што јас го работам со НАСА како нивен ментор и тоа што студирам на технолошко-металуршки факултет само ги збогатува моите знаења, никако тоа не е еднонасочно. Така, сакам уште малку да се задржиме околу НАСА. Значи, сепак е тоа една светска организација каде што навистина членуваат и работат високо квалитетни кадри. Секако чест е да бидеш и ти таму и ние како град се гордееме нели со тебе. Кажи ми, дали веќе може да очекуваме да бидеш вклучена во некои идни проекти на НАСА или дали треба нешто во меѓувреме ти да работиш за нив? Во смисла на тоа што веќе имаш една титула како најмлад ментор. Моментално како ментор јас сум вклучена во нивните НАСА Space Ops надпревари. Сега при посетата на Глен Research центарот во Америка, каде што ја посетив НАСА, возможив многу контакти што ветуваат една соработка и што ветуваат еден тек на работите на нагорно ниво. Се надевам дека ќе се реализира, но пред тоа сакам првично да завршам со моите студии тука, да останам некој период од година до две во Македонија и да работам, да се реализирам, да оставам барем некој стаж во нашата држава, па подоцна да ги реализирам и тие. Сметам дека треба да завршам со првичните начела кои што сум ги започнала, да ги комплетирам, па подоцна да продолжам на едни проекти, затоа што е навистина премногу напорно доколку јас бидам раштркана на сите страни. Така, спомена дека веќе имаш и одредена соработка и со државни и со приватни компании. Што е твојата желба? Еве, секако дека ќе имаш можеби многу понуди. Не знам дали и што ќе преферираш во тие понуди, дали можеби платата, дали можеби тежината на работата, дали она што ти го сакаш и го можеш. Меѓутоа, еве, сигурно дека после толку успеси кои што за млад човек се навистина многу за овој период, што еве за тебе би представувало правилен чекор? Секако дека она што сега ќе го одбереш, ќе ти го определи понатамошниот твој професионален пат. Што еве, како Мартина се гледа, еве да речеме после 2-3 години, на кое работно место, на која позиција, во која институција? Значи, кога треба да одбереш, веројатно ќе размислиш и многу околу тоа. Навистина имам доста понуди од компании за дури предфакултетско вработување на технолошко-металуршкиот факултет, иако претходно имам 2 дипломи од Кент Стейт и од Newman's Business Accelerator Академијата. Има доста понуди, се дискутира, но јас сепак би преферирала една компанија која што го минува токот на активностите и која што има еден поинаков импакт на нашето човештво од аспект на иновации и од аспект на технологија. Навистина сакам да вложувам во такво катче каде што соработуваат бистри умови, каде што има надежни научници кои што знаат да го променат текот на општество на подобро. Така, како млад човек гледам дека навистина си актуелна и вредна во различни сегменти, освен оваа научна дејност. Можеме да забележиме дека веројатно љубовта ја посветуваш и кон еден друг дел од начинот на живење, а тоа е модата или топ моделството како топ модел. Кажи ми, од каде е те желбата и можноста да бидеш и во тој дел? Дали имаш време? Еве, самата кажа дека навистина не можеш да бидеш на повеќе страни во исто време, меѓутоа еве гледам дека успешно сега ти одат тие две работи. Во прв план мене ми е секогаш науката и импактот кон општеството, било тоа дали е иницијатива или пак некој проект каде што може да се подобрува било какво општество на некој подобар или поорганизиран план. Како и да е, модата ја работам во слободно време. Започнав со љубов кон фотографија. Имав огромна љубов и се уште имам огромна љубов да бидам зад апаратот. Потоа се пласирав на недостаток на модели првично во мојот град Кичево, во фотоклубот Тогашен Пиксел, да се пласирам пред објективот, па да ме контактираат многу брендови, различни фотографи, не само од Македонија, туку и од надвор, и така се лансира таа моја алтернативна кариера на алтернативен модел, каде што
Сум ги красила насловините на многу магазини што се светски рангирани и што се во таа бранша. И сум представувала многу брендови кои што имаат соработка не само со познати модели, туку и со филмови кои што досега биле изработувани и ги презентирале. Навистина ми е драго за тоа. И не сум човек што се ограничува само кон едно поле, сметам дека тоа различно размислување и посветеност на две дејности, уметност и наука, не прави човек што ги решава по проблемите поинако и што го гледа општеството од еден поинаков аспект. Сигурно дека како млад човек имаш и едно обично секојдневие како и сите ние, нели? Кажи ми како изгледа еден нормален ден на Мартина кога нема активности или во наука или во топ моделството. Значи како изгледа еден обичен ден на Мартина? Другарите ми викаат дека мене никогаш не би знаело да ми биде досадно, па дури и да сум во самица и да немам ништо околу мене. Веројатно е тоа се должи на мојата креативност и на мојот глад да истражувам и цело време да бидам обкружена со нови работи кои што ќе ме усовршуваат и кои што ќе ме прават подобра личност. Би рекла дека кога сум во слободно време изработувам многу DIY, do it yourself работи, читам доста книги, сакам да уживам во интелектуални разговори на личности што се афирмирани во нивната дејност, што би можеле да ме подучат и да ми ја кренат свеста на некое поинакво ниво и нормално да поддржувам луѓе што се амбициозни и млади и да ги мотивирам и да им помагам во нивните проекти. Секако тука и волонтирањето. Волонтирав и во Америка, волонтирав и тука во моето средно образование, редовно волонтирам и навистина сакам да помагам како еден голем хуманитарец на многу загрозени случаеви. Мартина, повторно пред крајот на нашиот разговор ќе потенцирам дека како кичевчанка навистина многу правиш не само за тебе, туку и за градот. Мило ми е што еве те познавам од претходно и навистина си успешно од како те знам и од средното училиште и еве додека студираш и надвор од овие проекти од факултетот нели во Америка со соработката со НАСА. Ќе ти посакам многу успех понатаму. Се надевам дека како најмлад ментор ќе имаш навистина простор за понатамошна кариера на научна област во НАСА и се надевам дека следниот наш разговор ќе биде можеби за некој нов патентиран производ од твоја страна, за некој нов изум можеби или некое ново откритие кое што токму ти ќе го промовираш. Ви благодарам за поканата, навистина ми е драго што сум тука и се надевам дека ќе се видиме повторно. Тоа беа содржините предвидени за ова издание на Акцент. Со нови содржини се гледаме повторно за 7 дена во истото време. Довидување.